Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето деца со вродени заболувања се раѓаат здрави, а првите знаци и симптоми на болеста може да се појават неколку недели и месеци после раѓањето, што е веќе доцна за целосно излекување. Овој факт наметнува потреба на времено да се детектираат децата кои што имаат вакви болести, а тоа се прави токму со неонатален скрининг. Денешна гостинка во студиото ни е професор доктор Мирјана Кочова, детски ендокринолог и генетичар. Добре ни дојдовте. Може ли на почеток да појасните што е точно тоа неонатален скрининг? Скрининг е универзално прифатен збор, инаку е странски збор. Тоа значи дека практично испитување на голема популација за да се откријат ризичните индивидуи, они индивидуи кои што имаат ризик за да се појави некоја од болестите за кои што споменавте. Болест која што не се гледа, која што не може доволно рано да се детектира, но постои и остава потешки последици подоцна во текот на животот. Скринингот е еден од големите успеси на медицината. Заедно со антисепсата, вакцинациите, антибиотиците и четвртиот столб е скринингот, затоа што практично работиме превентивно. Знаеме дека превентивата е највисоката медицина за да спречиме да се појават последици на болестите. Со неонаталниот скрининг по кои болести всушност трагате? Некои мајки ќе речат, па јас направив за време на бременоста испитувања со плодова вода, со бебето се е во ред. Што сега тука се бара? Дали се тие истите испитувања? Не се тоа истите, тие се разликуваат испитувања. Значи, ова што е правено, ако се прави кај мајката со амниоцентеза, тоа го викаме ние пренатална дијагноза, значи има некоја причина заради која што тоа го работиме, дали е тоа возраст на мајката, напредната или е тоа некоја претходна болест во семејството. Меѓутоа, скринингот ги опфаќа апсолутно сите новородени деца во сите породилишта. Значи, ако зборуваме за скрининг во една држава, тогаш треба да бидат опфатени над 95% од сите новородени деца. Така, значи се прави прописно кај сите деца кои што ќе се родат? Кај сите, значи во Македонија скринингот се прави според програмата за заштита на мајки и деца, значи превентивните програми за заштита на мајки и деца и се опфатени сите породилишта и државни и приватни. Така, кои болести најчесто се детектираат на ваков начин? Може да се детектираат многу болести. Скринингот датира од 60-тите години. Ние малку задоцневме, меѓутоа имавме посебна историја на воведувањето на првиот тироиден скрининг. Меѓутоа, првиот скрининг е воведен за една метаболичка болест, фенилкетонурија, уште во 60-тите години од Роберт Гатри, и тогаш го прифаќаат голем број на земји затоа што тоа е болест која што остава ментална ретардација ако не се навреме лекува, а лекувањето е со специјална храна. Значи, во тој случај се работи за храна лек. Меѓутоа, после тоа е започната една широка палета на скринирање на други болести и најчесто земјите скринираа долго време, до пред 10 години, скринираа за фенилкетонурија и за хипотироидизам. Зошто за овие болести? Прво, за да една болест подлегне на скрининг, таа мора да исполнува неколку услови. Прво, таа мора да биде значајна. Ние не може да трагаме за нешто кое што не остава последици. Значи, мора да значајно се одрази врз здравјето на детето, така хипотироидизмот, како и фенилкетонуријата, ако навреме не се препознае и не се лекува, остава ментална ретардација или она што беше познато, Македонија беше ендемско подрачје практично за кретенизам, заради јодниот дефицит. Меѓутоа, и вродената аномалија на тироидната жлеза исто води кон кретенизам доколку не се навреме лекува, што значи една тешка ментална ретардација. Тоа беа првите две болести кои што голем дел од земјите ги прифатија и практично денес во Европа скоро сите земји со исклучок на неколку скринираат за хипотироидизмот. Така. Дали покрај метаболните и ендокрините болести тука се прават и некои генетски скрининзи, да се пронедат и некои генетски болести? Значи, скринингот, кога зборуваме за скрининг во денешно време, значи она што е има многу нови насоки во скрининзите за кои што можеме и да позборуваме, меѓутоа зборуваме за оној општо прифатен скрининг. Јас ви кажав за две болести. Метаболичките болести влегоа на голема врата задниве 2 децении и се скринираат според
правилата на Америчката асоциација за генетика се скринираат во сите држави во Америка. Има препорака да се скринира за 54 болести. Значи не само за овие две кои што ги спомнавме, туку метаболички скрининг за разни нарушувања на аминокиселините, органските киселини, масните киселини кои што даваат тешки заболувања, кои што на овој начин би биле откриени. Меѓутоа, она што не го довршив е тоа дека болеста не само што мора да биде доволно честа, затоа што ние скринираме целата неонатална популација. Значи, ние испитуваме во Македонија над 20.000 деца за да откриеме 10 или 15 кои што би биле кандидати за лекување. Значи, болеста треба да биде доволно честа. Што значи тоа доволно честа? Па барем 1 на 2.000, до 1 на 5.000 обично се прифаќа скринирање. Денеска овие правила и се менуваат затоа што и ретките болести, ако се откријат со од една капка крв, значи практично тие не се веќе ретки, зашто ако ние сите ретки болести од една капка ги открием, тогаш доаѓа една метаболичка болест на 1200 деца, на 1500 деца, иако се тие различни, нели? Така што тоа се тие. И друго што е многу битно, мора да постои едноставен тест. Значи, тестот мора да биде едноставен, не сме да биде болен, не сме да биде компликуван и треба да биде сигурен. И она што спомнав, мора да постои мрежа во државата за да ги покрие породилиште. На кој начин се извидува скринингот? Дали се зема крв? Од каде се зема? Точно ли дека од петата на бебето се зема? Од петиче се зема. Крвта е капиларна, значи за скринингот се изведува од капиларна крв, која што се нанесува во породилиштето со обично боцкање од петичето, краткотрајно, значи и се нанесуваат неколку капки на филтер хартија. Филтер хартијата е специјална и ние добиваме обично 5 капки од кои што може да се скринира за многу различни болести и на таа филтер хартија постои додаток со сите податоци за бебето за да се знае дали е бебето доносено и да се знае дали бебето колку часа има од раѓањето на бебето, затоа што тоа е многу битно, затоа што голем дел од скрининзите се одвиваат после 48 часа од раѓање. Така, најчесто на 48 најчесто на 48, меѓутоа има земји, бидејќи не ги држат сите децата до 48 часа, ако се здрави, ако е се во ред, земат и на 24 часа, некои дури прифаќаат и на 12, иако тоа носи ризик од повторување, од потреба од повторување. Така, кога ќе слушнат родителите дека на нивното дете се прави неонатален скрининг, тие веднаш мислат дека се работи за некаков проблем. Дали тоа значи сигурен проблем? Значи вака, рековме дека скринингот ги открива ризичните пациенти, значи ризичните новороденчиња и секое дете кое што има повисоки вредности од дозволените, за секој скрининг постојат одредени гранични вредности. Ако добиеме повисоки гранични вредности, тогаш детето се повикува. Значи се повикува за дефинитивна диагноза. Скринингот не е диагноза, значи нема паника ако се повикаат за да се провери, затоа што ниедна од методите не е 100% специфична, значи може да има лажно позитивен резултат, ретко. А може ли лажно негативен да биде? Лажно негативен, значи во денешно време се води сметка да специфичноста на резултатите биде највисока што може. Лажно негативен еве ние во текот на овие 20 на години, односно 17 прецизно со кои што скринираме, не сме имале лажно негативен резултат да добиеме, значи негативен резултат, а да после не изненади, нели, болеста кај новороденчето или кај бебето, нели. Значи е битно е да таа капка која што се зема да се исуши и од породилиштето, таа се пренесува директно до централната лабораторија за скрининг. Секоја земја која што има помалку од 50.000 раѓања, препорачливо е да има една лабораторија централна за скринирање, за да ги следи стандардите. И јас можам да кажам дека лабораторијата е на клиниката за детски болести, таа е во комплексот на генетските лаборатории, е посебна лабораторија за скрининзи и практично капките доваѓаат од породилиштата. Значи секој дневно се земаат при раѓањето детето кое ќе наполни 48 часа или ако се испушта порано на 24 часа, таков е нашиот став.
Тие капки се испраќаат до клиниката 2 пати неделно, ние ги добиваме капките од сите породилишта. Така многу родители не знаат дека на нивното бебе е направен неонатален тоа скрининг. рековме, тоа е по програмата, нели, за како што се прават и други скрининзи, како што е скринингот за слух, како што има и други скрининзи, нели, скринингот за колкчиња и така натаму, затоа што тоа се практично неинвазивни. Скринингот е неинвазивен, а е многу корисен затоа што едно бебе кое што има покачени вредности, да кажеме ако зборуваме за тироидниот скрининг, и ако го викнеме ние, тогаш се зема веќе, тогаш се пристапува кон дијагностика. Колку време по земањето на крвта и работењето на анализите се добиваат резултатите? Веднаш, значи следниот ден, ако денеска се пушти анализата, ние 2 пати неделно ги пуштаме анализите, значи следниот ден веќе ги имаме резултатите, тие се отчитуваат автоматски, значи практично веднаш следи следната стапка, значи тоа е нашата мрежа на тироиден скрининг која што сме ја развиле и која што ја одржуваме со години, а тоа е дека веднаш го известуваме породилиштето дека има дете кое што има ваква ситуација, дека ќе го повикаме и бебето го повикуваме според бројот на телефон кој што го имаме. Го повикува лекар за да го извести на соодветен начин, нели, начинот затоа што таа информација, бидејќи им кажано дека бебето е здраво. Деликатно, бебето е здраво, родителот не е свесен дека нешто може, дека се случило нешто и докторот нема дијагноза, и нема ништо клинички, нема знаци, нели, за болест, меѓутоа се повикува и им се укажува дека може резултатот да биде позитивен, но може да биде и лажно позитивен, значи да се подготват за да дојдат и да го донесат бебето. Обично е доста стресно за овие болести кои што предизвикуваат ментална ретардација ако не се откријат на време и затоа родителите Македонија има компаративна предност пред другите земји затоа што е мала. Значи ние за неколку часа го добиваме резултатот од веќе дијагностика, така да ние секогаш се прави дефинитивна дијагностика. Так. Има некои истражувања кои што велат 1250 деца има болест која што не може да се детектира веднаш после раѓањето и е многу важно навремено, односно веднаш да се почне со лекување. Што тоа значи? Може ли болеста да се излекува или да се намалат последиците? Зошто велат после неколку недели или месеци е доцна? Да, значи за тироидниот скрининг конкретно и за некои од другите скрининзи е многу важно тоа што бебето во првиот месец се уште, значи неговата тироидна функционира на поинакво ниво со некои пептиди кои што го заменуваат тироидниот хормон и до крајот на првиот месец се смета дека е веќе крајно време да се отпочне терапијата, а до крајот на првиот месец често пати нема клиничка слика. Освен ако бебето, овие деца почесто прават жолтица и тогаш може на докторот да се сети дека може би тироидната треба да ја испита, меѓутоа голем дел од нив немаат никакви знаци, така што практично до крајот на првиот месец сите светски лаборатории се обидуваат што порано да ја дадат терапијата. Нашиот просек на дијагностика, значи е некаде за да дадеме терапија, ние правиме евалуација, програмата е многу сериозна и правиме годишни квартални известувања до Министерството за здравство, колку сме испитале деца, колку деца испаднале позитивни, сето тоа. Значи, нашиот од прилика околу 10 до 11 ден ние веќе даваме терапија и тогаш немаме последици по однос на развојот на детето. Можем да ви кажам дека тироидниот скрининг е една од нешто на што сум многу горда во мојата долгогодишна педиатриска пракса, затоа што го иницирав неговото заведување и ја организирав неговата во Македонија, значи го организиравме со посета на сите породилишта, обука на сите породилишта, формирање на специјални македонски картици, враќање, известување, сите тие работи, целата таа мрежа и се разбира она што исто така посебно ми е задоволство што оформивме еден прекрасен тим кој што ја совладува оваа, да кажеме, методологија секојдневно. Тоа се до сега имаме преку 300.000 деца прегледано, скринирано, имаме откриено преку 170 деца и лекувано со хипотироидизам, кои што се денеска здрави деца. Вие прашавте
дали тие се излекуваат. Тие се лекуваат и се здрави. Кога се лекуваат со таблетарна форма. Како изгледа? Дали таа долготрајна терапија, целоживотна? Да. Значи, ако се работи за тој конгенитален хипотиреоидизам, причината може да биде неразвивање на тироидната жлезда. Не мора да биде наследно, развојно. Значи, вродено, ама не е наследно, не се развила тироидната жлезда. Нарушување во развојот или нарушување во спуштањето тироидната жлезда почна од многу високо, од подмозокот, таа се спушта на вратот и може да застане негде и таму нема доволно простор за развој. Така да тоа се најчестите причини за хипотироидизам и ние практично, ако не ги лекуваме, значи нема од каде да дојдат тироидните хормони. Тироидните хормони за среќа се даваат во таблетарна форма еднаш во тек на денот, не прават никакви нуз-ефекти и тие деца, ви велам, нашите најрано откриени пациенти сега се матуранти. Браво, одлично. Тоа е најголемото задоволство и за еден тоа е на вистина педијатар. толку голема среќа, значи на вистина, да. Ние го заведовме скринингот во 2002 година, кога почнавме да работиме скрининг благодарение повторно на нашите контакти со странство, затоа што имавме, јас кога бев на Фулбрајт во Питсбург, работев во тимот заедно со еден од најголемите стручњаци за детска тирологија, професорот Фоли, и тој практично беше во Меѓународната асоциација за скрининг. Тој заедно со професор Торесани од Киндершпитал во Цирих ни обезбедија 2 години материјал, ни дадоа донација апаратура, затоа што видоа дека сакаме да го воведеме тоа, а јас да ви кажам како ендокринолог не можев да се помирам со тоа да ги гледам дечињата со забавен развој затоа што не биле навреме диагностицирани. Така што Македонија од тогаш го заведе и го задржа тироидниот скрининг и во регионот е навистина лидер во скрининзите, не само во тироидниот скрининг, затоа што следеа и други скрининзи. Следеше метаболичкиот скрининг, добивме во 2013, од 2007 година имавме голема поддршка од програмите превентивни, од сите влади до денес имавме поддршка. Го сватија значењето на повеќе од 150 развиени земји во светот прават континуирано и навремено и практично ги зголемуваме бројот на болести за кои што скринираме. Така во 2013 година преку владината програма за опремување на лаборатории добивме тандем мас спектрометрија, која што во регионот скоро ја нема на балканскиот, значи со други методи скринират, меѓутоа ова е последен збор на техниката со која што практично од 2013 година скринираме половина од популацијата. За жал се уште програмата не ја опфаќа целата популација, туку само оние најголеми породилишта. Се надеваме дека ќе имаме разбирање, затоа што веќе имаме откриено преку 13 дечиња со тешки метаболички заболувања кои што можат со одредени терапии и со манипулации во исхраната да бидат добри, да бидат здрави, што е многу важно. Од каде доаѓаат овие болести? Еве сега родителите ќе речат здрави сме двајцата, а детето е болно. Што е тој рецесивен тип на наследување на болести? Значи од метаболичките болести повеќето, голем процент се рецесивно наследни. Значи тоа се болести кои што настануваат затоа што родителите се носители на одредени патолошки гени, нели? Да. А децата ги наследуваат двата. Значи ако родителот има само еден ген од двата кој што е патолошки, ќе биде здрав, затоа што тие се слаби рецесивни гени, али ако ги наследи од двата родители, тогаш ќе има состојбата. И таа состојба не се познава веднаш, не можете веднаш да ја приметите. Во сега имавме една многу интересна ситуација да нашиот метаболички скрининг опфаќа 12 аминокиселини, опфаќа 13 ацилкарнитини, значи можеме да откриваме болести на аминокиселините, на масните киселини. Значи имавме една ситуација да имаме 5 дечиња кои што имаа нарушување на карнитинскиот комплекс и практично нашиот метод покажа дека ја имаат болеста. Меѓутоа, како што ви кажав, секогаш мора да направиме сигурен тест. Скринингот не е сигурен тест. Во тој случај тестот беше генетска диагностика за која што ни помогна колегите од Словенија и ги докажаа сите, што значи дека лабораторијата, односно дека резултатите се точни. И тука би напоменала дека ниедна скрининг лабораторија не може да функционира ако не е акредитирана. Тоа значи да биде меѓународно признаена дека функционира исправно и затоа што ја
скринирате целата популација, нели? И ние тоа го правиме, значи за скринингот за хипотироидизам и за цистична фиброза во Бон, е централната лабораторија, сме акредитирани, а за метаболичкиот скрининг во Атланта. Они ни праќаат слепи капки кои што се испитуваат, ги праќаме резултатите и на секој 6 месеци до година дена добиваме сертификат, така сме акредитирана лабораторија. А колкав тим работи во Македонија во оваа лабораторија за значи, во оваа лабораторија работат само тројца, значи во моментов, нели? Се развира и тимот кој што ги лекува децата. Во компаративните предности во Македонија спаѓа и тоа што клиниката за детски болести и педиатрите субспецијалисти се тука, значи веднаш оти во други, да, на исто место, во големите држави скринингот се прави во лабораторија, па се транспортираат резултатите, па се викаат пациентите, овдека е тоа се олеснето, во смисол да ние, например, ако имаме адреса која не ни функционира или телефон кој што не ни функционира, ние го викаме породилиштето понекогаш дури од дома ги носи, ги информира пациентите затоа што знае кои му се новороденчињата, нели? Така да тоа е една компаративна предност, меѓутоа тимот е навистина мал, би требало да се прошири затоа што ги проширивме веќе болестите, ги проширивме бројот на скрининзи од 17 година го заведовме скринингот за цистична фиброза. Така тоа е една болест која што веќе не е така ретка. Да, тоа е едно на 2000, но таа пак нема го нема оној символ дека ако го откриете вие веднаш на раѓање дека ќе добиете некоја перспектива изузетна, меѓутоа ќе ги спречите инфекциите, ќе знаете дека е тоа, значи ќе се трудите да правите превенција на она што најмногу ги оштетува белите дробови. Така што денеска веќе тоа правило дека дури ако нема излекување, значи самиот пристап е многу битен, а да не зборуваме за генетската компонента за советувањето на семејството и така натаму. Споменавте дека најголем дел од децата кои што имаат вакви болести ја наследуваат рецесивно од своите родители, но има ли и други причини кои што може да доведат за една ваква состојба покрај генетскиот фактор? Па генетскиот фактор рековме, меѓутоа може да бидат нови, може да бидат понекогаш и некои болести кои што се случуваат и со нови мутации, значи не се сите рецесивни, значи имаме и други болести кои што можат да се детектираат и некои земји зависно од тоа каква е, да кажеме, каква е картата на болестите во земјата, практично од тоа зависи и кои болести ќе бидат вклучени во скринирање. Така, например, значи, една од ендокринолошките болести, да кажеме, конгениталната адренална хиперплазија, таа е главно наследна, значи исто рецесивно наследна, меѓутоа ние во Македонија се уште скринингот за таа состојба го немаме. Зошто? Затоа што секоја земја го прави и према своите финансиски можности, меѓутоа исто така и према каква е патологијата. Таа е болест која што се јавува 1 на 14.000, тоа значи дека во Македонија би се родиле годишно најмногу 2, а женските деца се препознаваат без скрининг, значи се препознаваат на раѓање, така што навистина би требало 2 години да скринираме за да откриеме едно дете, што во моментов не е приоритет ако земеме дека другите болести се многу почести. Значи скринингот се воведува сукцесивно, дури и во Соединетите Амерички држави и покрај препораката не скринираат сите земји подеднакво, а најштураво тоа е Велика Британија, која што се уште скринира само за неколку болести, значи затоа што е тоа сепак една глобална програма која што бара досегнување на целата популација. Така. Планирате ли кај нас да ја проширите листата на болести кои што ќе се најдат во неонаталниот скрининг и кои се тие болести кои што чекаат да бидат вклучени? Па, може би Македонија би можела евентуално, че некои од тие поновите болести, кои што се од поновите скрининзи, да кажем, иначе болестите не се воопшто нови, се хемоглобинопатиите, за кои што, значи, нарушувањето на хемоглобинот, каде што Македонија веќе има 1% од популацијата има носителство, како медитеранска, нели? Понатаму, некои од многу тешките болести, а ретки, некои имунодефицитите ги скринираат.
Дишеновата мускулна дистрофија, која е ретка, нели, ја скринираат, поготово, меѓутоа, јас би рекла тука дека за такви некои болести можеби ќе треба да го почекаме времето на молекуларниот, односно на генетскиот скрининг. Вие пред кратко прашавте, нели, како би можело и поинаку, ова се биохемиски методи, јас кои што ги споменав до сега, затоа што се едноставни, етаблирани, се знаат нивните вредности, колку се над, колку се под, се знае кога е диагностиката, кога ќе се направи вториот тест, нели? Меѓутоа, генетското скринирање е многу деликатно, затоа што вие кога скринирате генетски, ако го испитувате целиот геном, например, прво, за дишеновата мускулна дистрофија е многу важно, затоа што денеска има генска терапија, значи вие трагате по соодветна мутација за да можете да ја лекувате. Меѓутоа, денеска се развиваат методите на генетскиот скрининг многу брзо со Next Generation Sequencing, со Whole Exome Sequencing, целиот екзом се секвенционира, нели? И може да се најдат секакви, да кажеме, состојби, меѓутоа, како што кажав, скринингот не треба да се изроди во некаква научна фантастика. Скринингот е многу практична и многу пожелна методологија, значи, за да се спречи развивањето. Што ако вие со генетскиот скрининг откриете нешто што не сте го барале, откриете несоодветно татковство, откриете ситуации кои што не ви се ќе информирате, нема да информирате. Многу етички проблеми отвара многу етички прашања и сега практично се работи најмногу, значи од овие кои што работат на скрининг, се засегнати од тоа како да се спроведе тој скрининг, а да не се засегне сепак во етиката. И еве една порака до родителите, како може да проверат дали нивното дете е скринирано? Мислам дека порака до родителите би била дека кога го земаат своето бебенце од породилиште, проверат на картончето дали пишува дека е направен скрининг. Ние успеавме да влезе во картончето податокот дали е направен скрининг. Значи, нема да ги известиме ако е нормално се. Известуваме само доколку нешто, ама да знаат дека детенцето е скринет, дека не е пропуштено скрининг. Јас ви кажав дека ние 97%, ама сепак постојат некаде 2 до 3% од популацијата од новороденчињата кои не се опфатени од причини, например, ако бебето има некоја тешка состојба заради која мора хитно да оди во интензивна, тогаш се случуваат тие, нели, затоа што не е веќе во породилиште, туку е во интензивна, така работиме сега и на разрешување на тој проблем. Меѓутоа, родителот може да провери и ние сите породилишта минатата година ги снабдевме со известување за родителите, барем за тироидниот скрининг. Ни останува многу работа да ги известиме за другите типови на скрининзи, меѓутоа тоа е работа на овој тим кој што само прегорно работи. Така, ви благодарам за вашето денешно гостување, на вистина интересна тема, не секојдневна. Сметам дека голем дел од гледачите нема информации поврзани токму со тоа што е неонатален скрининг и колку е големо неговото значење и колку е важна всушност улогата на лабораторијата во детската клиника која што работи на неонатален скрининг. Ви посакувам уште многу успеси. Благодарам. Ова беше се почитувани во денешното издание на магазинот за родителство 0M+. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин од 12 часот, секако на фреквенцијата на телевизија Телма. До гледање.